женско може да насмеju за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред нju. Озбилно, и како што гледам, ниједан нема голем кур да ви е стендап мајстор. Сви сте с малешки леви, и ја исто. Па за тој сме ми стендап мајстори, не би во секс, ајде да ме смееме. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичку мата. И викам ти женско, значи само да се соблече и он има различни реакции, имаш. Леле, колкицко е. А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Сега ќе те уништу. И слънце да го загори малце, пржу го с лупо на слънце, да осети нешто, знаеш како е. Преведујте му на човека, молиме, нема оставljате така. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е, века на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, вајде и јака ќе порасну, ќе имам толик кур. После тој доваѓа мајка ми, вика, Владо, нега гледам точак, куде ти е? Века на кур. Точак е велосипед, нели? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало, у Хрватска. Или у Србија, не знам куде. И се вика, мајка ми, доваѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, стај стар, на кур ли да га става? Не, викам, татко ми па целу солу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кад се изгуби брат ми. Нема га брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не га гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртав Владо вика, уна мајко му пичку, куде е. Ме разнежливте. Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... Еј, викам. Па си размислувам, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо. Не више. А се задуши, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јаке ќе се задуши, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви озбавам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздуши, бе? Леле, тој одна се бричи. Не знам дали сте ga приметили. А и на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Има, Весно ке го лепив на тегле за мармалад. Да не крадев деца. На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачат.
Луѓе мислат дека се нови двокатни автобуси. 2 hours later. Не лажи, не кради, не убивај. Основни Божи заповеди, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едвај го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос. Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. А? По таја логика, веројатно и попојде ни викет не суди, за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучит кој да биде на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи, куке речет. Како бе кога меѓу клиент и адвокат стално имат дискреција? Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажит. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава да речиме, се чаталит. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено ден денес мене страв ми е в парк да прошетам од што сум успешен. Тоа е ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата севкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали. Скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави то што после 10 години ќе се запиши направен. Не го скрши Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и заш беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дека на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од општеството, решивме малце фудбал да поиграме. На крајот и типкава што и го скршиле джамот крива ќе испаднет. А вие можевте да запрете се. Како да запрам? Требаше да си ставите заштитна мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е тука е? Stay